Добар ден, драги мои, направивме една кратка пауза. Еве не повторно, мене ми е особена чест и многу ми е драго и мило што вечерова ќе имаме еден прекрасен лик, мој долгогодишен пријател, еден од најпопуларните македонски, ако не и најпопуларен пејач, да не ми се намоти некој, Јоце Панов. Добро вечер. Како си, брат? Ти благодарам многу. Супер сум искрено. Значи, убава атмосфера, имаш многу дома. Со домашно миленичење не може да не се чувствуваш убаво. Искрено, имав некоја така цел ден во некоја фрка, некоја енергија што е малку по... Ама гледам дека навистина многу смирува. Посебно сакам да ти се заблагодарам и јавно да кажам дека денеска прифати, како што ми кажа, само заради мене, утре одиш са баре за Белград. Само затоа што ти ветив и ради тебе да беше било што друго да може да го откажам и го откажам од премногу обврски. Вечерва пеам. Вечера пееш каде? Вечерва пеам во Кубана. Каса Кубана, односно бившо Чао во Трговски, во ГТЦ. Таму сум секој петок инаку. Од таму одам кај еден мој многу драг пријател кој има роден ден, Зоки Рио, да си го поздравам, да ни е жив и здрав. Така. Ќе одам малку таму, значи тоа би бил и сабајле рано заминувам за Белград, утре вечер пеам во Белград. Значи имаме особено чест што Јоце вечера кај нас и мене ми е, како што спомна, многу мило. Сакам, Јоце, да си направиме лежерен увид, како што до сега народот не те познава, во едно друго светло да те запознае. Ја те познавам, него сакам и нашите гледачи да те запознат во едно поинакво светло, да почнеме со твоите почетоци. Да видам опуштен. Опуштено, нормално, да. Не сме на телевизија. По-опуштен друг. Да. Како почна музичките почетоци? Како Јоце стана пеач? Знаеш ли од секојаш дека сакаш да се занимаваш со професија или спонтано? Со пеење, конкретно со пеење, можеби не, ама дека со музика сум сакал да се занимавав уште од дете. Тоа сум го спомнувал многу пати во интервјуа. Мојата фамилија, значи и мајка и татко пееја прекрасно, значи цел живот. Мои вујковци, чичовци од двете страни, од мајка и на татко страна. Тогаш барем како и сега можеби кај нас уште, ама тогаш кога бев дете многу уште се почитуваше таа традиција да се оди еднаш, два пати во неделата на гости. Да. Буквално. Си изгуби сега тоа. Сега веќе, мислам, еднаш во година да не се оди веќе, сега со закажување кога ти дојдам. Тогаш, например, изненадно ми доаѓам, мојот вујко се сеќавам, често доаѓаше, хармоника свиреше, често. Седенки. Од нигде никаде ќе земат, ќе почнат да пеат, така ќе немаше повод да е слава па да мора да пееме ние, така, значи, така едноставно така живеев. Така си порасол. Од тука, тоа се корените и пак ќе кажам, генетиката не можеш да ја избегнеш колку и да сакаш. Иако од татко ми страна беа професионални борачи, балканец, значи татко беше судија, професионален балканец. Мораме да спомнеме дека Јоце Панов потекнува од штипско семејство, од Штип. Да, штипенец сум по сите корени. Стар штипенец, моите се староседелци од таму и сум среќен што потекнува од едно такво штипско старо мало каде што има многу успешни луѓе кои што изгледаат. На вкусната пасрамалија. Дефинитивно. Ме интересира, пред да започнеме со нашиот разговор, дали си љубител на животни? Или во кафето ми се направи живот. Што е тоа? Да, ми се направи бик, односно јарец со рогови. Ова сега го растори пошто мрда. И не знам да гледам на кафе, да знаете. Ќе гледаме после. Така да, дали сум љубител на животни? Сум љубител затоа што цело детство го поминавме. Си чувал нешто? Па да, куќе. Значи куќе дома, а не сме чувале дома внатре затоа што имавме двор. Живеевме во куќе и во Штипи, имавме двор и цело време имавме куќе. Значи цело детство 5-6 години дур живее сме го чувале, па ново и така сум љубител на животни од кога дојдов в Скопје. Искрено никогаш не сум сакал дома да чувам животни. Дома, лично со мене. Бидејќи сум многу педантерија. Заради влакна, заради таква работа. Тоа сум чудото, дури сам себе некојаш не се трпам. И заради тие работи, но еве, со тек на години сега имам померанец и така. Се менуваат нештото. Од кај го набави? Од Србија, мислам дека конкретно од Сремска, да, Митровица, мислам дека е. Така.
или Лозница. Лозница. Мислам дека е Лозница. Да, во Српска Митровица ми го донесе, само од Лозница се луѓево. Снежана се вика и доста луѓе од Србија на Бобовото нејзи, така да ми беше мерак. Ми беше мерак да имам померанец. Купив веќе 7-8 месеци мало е уште. Ама е лудо за сите пари. Твоето дете, значи, расте со домашен милионер. Што Да. мислиш ти околу се ова? Има некои, токму ради причината што ве поменавте малку пред малце, дека влакни тоа се, дали според тебе дете е убаво да расте со домашен миленик или си од оние луѓе што мислат дека има влакна, дека не треба, дека прво треба да порасне, па после, што мислиш ти на оваа тема? За животните, прво што мислам, дека најдобри пријатели и најверни пријатели се на човекот, е дефинитивно докажено. А друга работа, конкретно за децата, за мали деца е уште подобро, мислам, за нивна емоционална интелигенција, за нивна социализација, за особено мојот се уште не оди во градинка. Иако па 4 години наполни сега, да, Лука, ама е многу друштвен, многу комуникативен, многу значи тоа што мислам дека според мене и не само според мене, сите светски анализи покажале дека деца што растат со домашно милениче имат многу повеќе позитивни работи. Емпатија и така. За многу работи, па дури и за имунитет градење. Дури и за имунитет градење. Јас исто така те поддржам и го мислам исто ово. Да се навратиме малку на твоето детство. Играше фудбал, ако не се лажам. На што позиција беше и зашто прекина? Како се деси тоа? Играв напад. Во Брегалница? Во Брегалница, Штип. Тренирав 10-12 години. Но Ти си играл доста. Да, професионално тренирав 10-12 години. Музиката беше таа што беше дали да продолжам фудбал, дали да продолжам музика, ама музиката некако надвладеа и сватив дека односно со музика можам да живеам, односно да работам цел живот, со фудбалот сепак не, има одредена граница. И не да Боже да се повредиш, тоа е годишна, тоа. па да, тоа ми се случи мене, направив предев крстен лигамент на лево колено, правив операција. Така да тоа ми се случи и мислам дека тоа беше едно пресудно кога решив да остане само едно мое хоби. Така, често пати кога разговарам со твоите колеги, обично приказната е таа меѓу нешто морале да одберат, еве например со нашиот пријател Благој Груевски, го поздравуваме сега. Он бираше меѓу новинарството и меѓу пеењето. На крај еве мислам дека одбра правилно и се насочи на пеењето. Нормално. Се е тоа супер, ама мислам дека луѓе има предодредени за нешто што се за нешто. Така и мислам дека исто за Благој, така да сите ние можеме да правиме било што останато, ама ако професионално работиш некоја работа, мислам дека нема простор за тоа. Ако професионално работиш. Така е. Не можеш и ваму и таму, не е изводливо и може, луѓе работат многу работи, ама никаде не се пронашли. Не пронашли, никаде не може да бидат да достигнат врвно ниво, затоа што нормално треба кога ќе се распоредиш на повеќе области во животот, секаде ти може ќе правиш што ќе биде успешен, ама никогаш нема да го имаш што ако се насочиш не на работа. Мислите сега Джокович да игра и фудбал и тенис во исто време. Не е изводливо. Јусин Болт проба така едно време со фудбал и со атлетика, ама на крај. Па добро, да. Добро. Кажи ни нешто повеќе околу твоите детски денови. Какво дете беше и оце во друштвото? Некоја анегдота повредена за Штип? Во друштвото другарите сега пред може би месец дена. Се дружи со истите другари? Имавме една собиранка, односно се сети некој од сокласниците што учевме до 8 оделение, пошто многу ретко се собираат до 8, најчесто се собираат од средни школи, така.
И прв пат после толку години имав еден многу убав емотивен момент кога бев со тие пријатели од основна школа, бидејќи тоа беше пак, како да кажем, тоа се првите години од животот и тоа е тоа што досмо одделени некако е најинтересно. Не бев палаво дете, ама не бев ни мирен. Памтиш некоја случка? Не бев ни мирен, да сум бил. Иако бев одличен, скроз одличен, секојаш сите ми беа петки, тоа благодарение на мојот покоен татко, кој ми всади некако тој како да кажам, таа рутина за кој ќе дојдеш да напишеш домашно, да научиш. Татко ми имаше секојаш време да, бидејќи беше математичар, за да физика и математика имав петка цел живот. Тие задачи ги решавав со него и после имав можност да излезам од кога ќе напишам домашно, од кога ќе ме испита дали знам, дали тоа што е за утре. И почина многу млад, значи на 49 години, јас бев 11 години пето одделение. Слично на мајка ми, Бог да ги прости. Да, ама до пето одделение таа основа ми ја даде таа навика, рутина ми ја створи да знам дека треба да учам, дека треба да прво да си ги завршам работите што се морални, што мораш да ги завршиш, а после сите останати, и затоа би рекол дека иако бев одличен, навистина се чудеа, се дружев со моите другари, останали што се дружевме, не им одеше училиштето, значи беа двојки, единици, тројки. А јас бев со сите нив барабар цело време, значи кои направиле белја си и сите и петки, и дури кај професорите цело време имав. Ако направиме белја, дури се чудеа дали сум јас во тоа друштво се, како скршиле прозор, играле фудбал. Не може, јас бидејќи ме вадеше цело време таа страна што бев одличен. Интересно. Јосе, како се прикривав со оценките, иначе не бев мирен. Така. Како започна да пееш ти? Што беше пресудно да почнеш со пеење? Да ти кажам дека искрено, како мал, ичне си го сакав гласот, но со војата си ја мразев. Ако можам да сватам од претходно што спомна дека си игра прво фудбал, дали се повреди па стана пеач, па како? Не, цело време дородев на утакмици, дородев на јас слушав со мене хармоника. И да, тренерот се сеќам и тие што мораше, ако одевме во друг град или во друга држава, често Австрија, други држави, Бугарија, вамо тамо на припреми. Јас морав да носам хармоника, бидејќи немаше шанси да дојдам да не носам, затоа што се забавувавме по пат, свиревме. Значи ти знаеше дека ако не е фудбалот ќе биде песната, музиката секако беше музиката. Тоа ми беше опција што иако малку луѓе знаат, ама јас после основно училиште, средна школа, имав многу мерак да се запишам полиција, не знам зашто. Јас не знам со кој памет сега од оваа гледна точка, ама отидов да се запишам безбедност, положи се секаде, значи се бев супер, почти во Скопје главното го беше и на крајот нормално, нели? Некој дете сигурно имало малку повеќе врски ама пак ќе кажам, овде умешал Бог прсти и рекол не, ќе оди друго дете место тебе, ти не си за ова. Ти ќе си работиш живота што ја сакаш. Значи секој е лошо за добро. Да, тоа ми е мене таа животна ситуација. Дете не знам зашто сум сакал. Единствено никој сум немал во фамилија полиција. Не знам зашто едноставно сум сакал да видам, да учам безбедност, ама ете, пак ќе кажам. Секој лошо за добро е и судбината колку и ние да сакаме некојаш некој работи. Иако многу луѓе ќе кажат дека ако нели сакаш нешто, сами се одредуваме судбината, не, јас би рекол судбина не можеш да напишеш. Значи ние одиме по тој пат што мораме да го поминеме, ако се е некаде горе зацртано. Па дури и кога свесно менуваш некои работи во твојот живот, тоа е пак горе зацртано. Пак универзумот те освестува да смениш некои работи во својот живот, само што луѓето си припишуваме на нас, да, јас тоа го направив, така не. Се е некаде запишано горе и се ќе се случи така како што треба да се случи. Така е. Памтиш која ти беше првата песна, каде се случи тоа? Првата песна, како
како солист, Да, првата собствена песна. собствена песна ми беше 2004-та, да, 2004-та на Канео Фест во Охрид. Аха, Канео Фест имаше Канео. фестивал кој го правеше Вили, мислам дека Вили Котески, мислам дека е, да го поздравам, Вили Охриѓанец, ако ама да, Вили го организираше тој фестивал и се сеќавам дека тоа беше прв фестивал и таа композиција сега, после толку години, сега ја ставив на сите социјални мрежи, на YouTube си постоеше како песна. која беше за? Тоа се вика Љубовта нека ми суди. Аха. Да, тоа беше Љубовта нека ми суди. И после таа песна, 2004-та, 2006-та настапив на Макфе со сродни души. Значи, 2 години, после 2 години, втора песна си направил с малку лице. Втора песна и после таа втора песна веќе до ден денес не сум застанал. Секоја година имам по една, две, три песни. Така. Зато имам сега околу 50 песни мои. Браво, браво. Топ. Супер, тоа е за почит. Кажи ни, на твоите почетоци, на самите почетоци, си имал сопки, например, од некои колеги твои да гледаш љубомора, завист, зашто знам дека не се влегува лесно во тоа друштво, тоа е едно одбрано друштво, дека не се баш Добро, секогаш добре дојдени сите. секогаш ќе го има тоа. Значи, тоа е особено кај нас, кај Македончето, секогаш ќе го има. Бидејќи, не знам, можеби ние во генот. Во генот, па можеби, историјата е, ништо не е случајно, пак ќе кажам. Можеби во генот ние така да се сами себе уништуваме за било што, а да не тоа што е туѓо да го повише секогаш негуваме да го, не знам, прифаќаме било како. И можеби на почеток сум имал некои така немири, како да кажам, зошто да Сопки? никому не сметам, да, никому не му правам ништо лошо, си идам по својот пат, зошто да има например луѓе што што на некој начин сака да ти наштетат или сака. Јас го забележувам. И ден денес се соочувам со тоа. Тоа е ти рече за почетокот. Зашто ќе ти кажам, помалку имав на почетокот колку што имам денес. И мислам дека колку повеќе одиш напред, многу повеќе. Тоа ти е најголем доказ. Тоа е најголем доказ, ама и пак ќе ти кажам, сум среќен затоа што не го измислувам јас ова, често го цитира Џоковиќ, го цитира Коби Брајант, често со тој ми е стварно е така. Вика да добро е кога те мразат, бидејќи не се мразат добрите, се мразат најдобрите. Така е. Така да, тоа е можеби природно кај луѓето, кога некој е најдобар, тоа го гледаме ние со сите, например, со зборам светски успешни луѓе, секогаш имаш една гарда што некако сака, имаш една гарда од пола, можеби половина што го хејтаат цело време, а иако се свесни дека е најдобар, така за билото, за фудбалери, за било кои спортисти, за луѓе глумци, за било кого. Така да во генот ни е на нас, на народот, на луѓето да тој што е можеби некако успешен да го хейтаме, да го мразиме, не знам како да кажам. Тоа е и кога ќе го научиш тоа, јас мислам дека веќе го научив, што повеќе имаш војска да те мрази, тоа е знак дека си успешен. Ако немаш никого, замисли да не те забележуваат. Не да Боже, па те мразнат сите, па тоа значи си неуспешен. Не, тогаш дефинитивно си неуспешен. Не може секој сите да те мразат. Не може. Ниту па сите да те сакаат. Затоа што секојаш ќе имаш твои фанови, секојаш е така. За секој еден човек, било со која професија да се бави, секојаш ќе имаш твои фанови и секојаш ќе имаш оние што се, нели, што им пречи тоа што го работиш. Така да, пак ќе кажам, се навикнав да живеам со тоа и сега веќе ми е репер за успех ако гледам дека на повеќе на луѓето им брцаш во очи. Не сум имал прилика да те запрашам, еве сега е една одлична можност. Кога сме веќе на оваа тема, пред 5 години од никаде излезе Панчо и со куп глупости, да ги кажам, за тебе, без, мислам, дали нешто ти го навреди, дали нешто ти му... Како се деси ти да се скара со Панчо? Не ми е јасно, значи... Леле,
Јас прво искрено не го познавам човекот, стварно не го познавам. Лично не го познавам човекот и нити сум го познал некојаш во животот. Нити сме имале прилика некојаш во животот ние да зборуваме, да имаме контакт, било каков контакт. Значи немаме тоа така произлезе само, тоа не знам зашто. Ќе ти кажам, на почетокот, конкретно пошто за него зборуваме. На почетокот кога ми праќаа луѓето скриншотови од, нели, зашто е така, прво не знам кој е, пошто не се вика, како се вика, се дека Владимире. Да, и кој мислам некој сосема некој друг, не знам дека тоа е он, дека некој колега му било, нели. И стварно не ми беше јасно зашто, ама сватив после, знаеш, кога ќе прочешкаш малку на знаеш што викаат, социјалните мрежи се добра детекција за психолошка анализа за луѓето. Тоа е дефинитивно така и знаеш, после видов дека не само за мене, не само за мене, за Јоксимовиќ. Исто сладка. Кога се дозволите за овде ќе настап. За Јоксимовиќ, мислам, пазите сега. Као сега да кажам, не знам, бољи сум од Роналдо или од Меси, мислам, или како да ви обяснам, или да ги негирам, зашто треба стварно да ми фали нешто. Тоа е дефинитивно и така да. После тоа сте седнале? Не, никош не сум имал можност, еднаш во емисија. Му осветеше главата. Мислам дека тоа Зоки. Со торта, Зоки плати, да. Мислам дека пак ќе кажам, никош и добро е, толку години веќе нема. Сега ме потсекаше нешто пред искра 4-5 години. Си мислев да не... Да, од тогаш нааму човекот нема валда, не знам што да кажам. Валда сватил некои работи, сигурно и гледам дека од тогаш нааму нема, барем нема јавно, нели? Го нема спомнато ниту Желко, ниту тебе, ниту... Па не знам сега, може би, ама види, јас сум среќен. Знаеш како, прво се нервирав. И после кога гледам дека сум во групата со Живко Јоксимовиќ, на тој ѕид, нели, у коментираните се викам... Лајк. Браво, тоа е тоа. Продолжи, да. Тоа е тоа. Дали според тебе имаме ние естрада и што ни недостасува? Дали мислиш дека е идеална или недостасуваат многу работи? Па добро сега естрада како збор, имаме постои естрада, што ми има пејачи, нели треба да постои естрада. Порано, например, знаеме дека имаше и жолта штампа, например, сега недостасува според мене тоа, не знам свет, не знам скандал, не знам... Па ние тренето една ситуација пред некој ден, беше родниот ден на Тоше Провицки. Да. И песна нова. Секоја чест, не знам дали некој, секоја чест пак ќе кажем на некој случајно ако од медиуми или од било што овде нешто направил. Него ми изненади моментот кога видов прва српска телевизија и други кога правеа најави и кога одеа специјални емисии посветени за него. Со истражување, значи после толку години. Едноставно, пак ќе кажам, на крај и тие ќе видат тие што ќе направат и филм како што доликува за животот и делото, конкретно збориме за Тоше. За било кого, мислам дека тоа е голем доказ каде сме ние, на кое место сме. Не можеме само да си направиме филм, например, за Тоше или па за некој... Никола Бадев исто така големо име. Ние зборуваме за продукција филм. Како филм ние не можеме да направиме жолта штампа. Прво немаме ништо кај нас, немаме, како да објаснам, ништо што треба да се бави со шоу бизнис. Буквално ништо не. Може би секој чест на некој како да кажам, медиум што може би нешто прави, ама сето тоа е више у... Еве, јас вадам по 3 песни годишно, 2 или 3 песни вадам годишно. Верувајте ли дека немам кај да ги спроведам овој, сериозно не е така. Особено песна ако би е на српски јазик. И нешто што може да отидеш што има некоја си емисија, нешто што се случува. На српски јазик не ги пуштаат? Па не, деме како сега, на српски, зошто? И вака ги слушам и се смеам и си викам, а истите тие, мислам,
у самото оди Звезде Гранда, па оди никад не е касно, па оди ова. Не им смета тоа. Мислам, тоа е ударни термини. И смета на некој македонец, што ти што го представува државата секаде надвор, па и Србија и било каде, и пее на универзален јазик, како што пее Селин Дион на англиски, така. Или било кој шпанец што пее на англиски, што сакал да некој универзален јазик, што е... Иако сите песни, 90% од моите песни се и на македонски и на српски, секој што ги правил така од почеток на кариера, ама не знам и смешни ми се, буквално ми се смеши кои кажат, ама знаеш како е српска. Викам, чекай, дали сте нормални? Дали сте малку нормални? Треба, да има телевизија со позадина знак македонско знаме и да се стварно негува овде некоја македонска историја, само македонско, да. Прво ја не би се понудил да ќе одам со моите македонски песни, така. Што е на македонски јазик, ама да ми кажеш ти кој 90% од твојата програма е српска музика, српски емисии се дека што има песна. Трагикомично. Мислам како да ти објаснам, тоа е така да не знам што да кажам, за естрада не знам што да кажам. Искрено сите колеги мои се разочарани, сите тие што вределе, што навистина пејачи што вредат, што се работата, што вложувале, што сите се гледат дека разочарани, многу нив крена раце, многу нив работат и друга работа веќе, многу пејачи, сведоци сме за многу пејачи дека веќе со години немаат ни песни. Не е тоа случајно. Не е тоа случајно, знаат дека никој тоа нема да го испочитува и дека ништо, дека нема да се случи посебно. И толку. Така да, не знам што би кажал конкретно на прашањето дали има македонска естрада. Па ќе кажам, немаме ништо, не знам, буквално. Се што е поврзано со зборот естрада или шоу бизнес. Дали кога е во прашање твојата собствена кариера, имаш некаков лимит, некаква граница или мислиш дека за добра кариера, за успешна кариера не треба да постојат граници никакви, дека идеш до крај, дека? Лимит за мене не постои, за мене постои само нешто што можеби тоа ми е така карактерна особина, што се вика само работа и само работа и никогаш разочарување, никогаш иако пак ќе кажам, очекувањата мои до сега од тоа што сум го вложил се ни 50% имам прашање и таква исто. Да, ни 50% не се од тоа, ама јас никогаш не реков веќе нема да снимам песни, пошто мене една песна во Србија ме кошта 15.000 евра. Дорам песна спот да е и за тоа баш финишираш, да. Така да никогаш не сум рекол сега ќе пеам, ќе си ги чувам паричките, не знам, ќе си купам нова кола, не знам, ќе си купам станче, уште едно-две, пак и ги рентам. Па добро, имаш затоа што ја не сум рентач на станови, така, сум пејач, мислам, не може од се понови да е рентач на станови, така. Нема логика за мене тоа, нема логика. Да, кога би достигнал ниво, да, може ќе возам и најубава кола и така, а мене тоа не ми е приоритет. Мене ми се приоритет. Ама и тоа е добро, зашто? Моите песни не, тоа е се супер. Ама кога ќе можеш да си дозволиш и да снимаш песни и да имаш за тоа. Тука е моментот, тогаш да. Ама се дур имам пари и треба да одлучам дали да си купам кола или песна, секојаш би дал за песна. Иако таа песна, можеби многу од тие песни не успеале како што сум замислувал. Јас никош не сум рекол, добро е, ова е фрлена пара, како што ме советуваат многу луѓе, без зошто фрлаш пари, да, нонстоп го има тоа, без леле, одиш по Србија, по Хрватски, по... Срце ги заболе. Да, ги боли за моите пари, мислам, нели, ги боли тука за моите пари, они ме советуваат као, зошто гледаш дека нема ефект, гледаш дека, нели, песните не се вау, не стануваат вау хитови, нели. Викам, луѓе, една да стане, ке те врати. Песните не мора да стане да ме врати. Јас сум среќен што кога ќе станам јас секој утро жив и здрав, кога ќе седнам на тој клавир и кога ќе помислам колку песни има позади себе,
Или кога ќе правам некојаш лайв, сум правил концерти, кога ќе гледам дека 2 сати, 2,5 сати не ми стасува да ги отпевам само моите песни. За мене тоа е и најубав стан, и најубава кола и Браво, браво. За мене тоа е тоа. За мене не е моментот дека песната мора да ми врати, да имам јахта утре. Ја не очекувам од песната про нешто тако. Песната е емоција. Јас сум ја снимил таа песна. Кај ќе водиш таа јахта, вие? Па тоа е, плюс кај ќе ја возам, да, кај ќе ја возам таа јахта. Нема каде тука. Така размислувам и. Така. Дали имаш впечаток дека кај нас не се цени доволно македонската музика од народот, дека повеќе се слуша странско нешто? Од народот? Од народот. Од народот не. Немам таков впечаток, затоа што народот... Сакаш да ми кажеш дека медиумите доволно не ја... Еве еден доказ. Народот е исти. Ние сме тие. Еве еден доказ. Како народот сакал до кога сме се осамостојени од тамо 90-91, не знам точно, до 2000-та, како тие 8-9 години се слушаше само македонска музика. Нормално, сега сме слушале српска музика, сме биле заедно со Југославија. Ама како можело тогаш, ако бев дете, ги паметам тие моменти на сите. Од таа генерација беа, да не ги набројувам, знаеме кои беа, и од повозрастни пејачи, од деца што беа тогаш. Како можеше тогаш да се слуша македонска музика и да целиот тој народ ја прифаќа и ден денес, кога пеам песни од тоа време, ден денес песните проаѓаат. И кај новите генерации, затоа што ги слушале нивните мајки, така. Тоа се пренесува. Сега, како денес Каде е грешката? не може да постанат Нема такви песни или продукциски нешто? Има многу поубави песни и многу поубава продукција. Телевизија нешто ја утињат работата. Тоа е тоа што го зборував. Значи народот како народ ќе слуша нешто што ќе му дадеш. Што ќе му дадеш, така. Што ќе му го пласираш. Народот кога ќе седи човек дома, ќе ги врати тие канали, што ги имаме 5 колку се Македонија е битно, ќе ги врати тие така. И на тие канали што ќе му пласираш, тоа ќе гледа. Ако му пушташ шоу како што е Звезде Гранда, како што е никаде и како што не знам било кој, народ го гледа тоа, не дека тоа е лошо. Него народ го гледа тоа. Ако ти ударни термини му ставиш наше шоу, ако некој го направи, некоја продукција наша телевизија ако направи наше нешто шоу, ќе го гледа и тоа. Еве емисии пример да кажам, секоја сабота да има емисија еден пејач македонец со свој бенд да дојде и да свири само концертни песни. И тоа доди во сабота во ударни термини. Од сат и пол 2, така? Да. Зошто да не би барем толку многу од пејачите што можат да го направат тоа, така? Зошто не би луѓето, зошто мислите дека ќе сменат канал, дека нема да гледаат? Не, ќе гледаат напротив. Ќе гледаат, ќе слушаат песни, и ова песна не сум ја знаел, овој пејач супер, па тоа после може да се врати у репризи, некои некои програми, така да има начин. Верувајте ми, има начин, но проблемот е дека тоа не го сакаат, можеби тоа не им исплатливо, они мислат дека тоа не им носи никаков профит. Полесно им е да купат турска серија, напуштат нешто српско. Многу полесно, они викаат дека да, турска серија, луѓето седат гледаат. Не е така, гледаат, ќе гледаат тоа што ќе го пуштиш. Тоа го правиме сега, може, точно. Единствена показател во историјата на Македонија за успех надворни е Тоше. И се како, ама он чекал, не он, што Тоше, што да не беше Тоше, Ванза Мајлјац. Да. Ништо посебно, него со неговата менаџерка Лилја знаеа што прават. Беше 2 дена во Македонија, 15 дена надвор од Македонија. Цело време така беше, јас барем знам како живее, бев близок со неговата менаџерка. Така да ја знам како живее и што правеа и па сега се случил успех. Па ќе се случи успех, нели? Се бориш. Одиш таму, значи никој не рекол, не, овој е македонец, не, каква емисија, изфрлете го надвор Тоше, пошто е македонец. Никој не го направил тоа и затоа тие некои стереотипи. Знаеш како ќе кажам пак, за секој неуспех човек си бара оправдување. Точно. Тоа е. А секој успех не може да го спречи никој ако ти искрено го сакаш.
Може само еден од озгора, тој одлучува. Така е. Кажи ни околу, што мислиш, што е твоето мислење околу кавер верзиите? Дали заради тоа што знаеме сите дека има многу пејачи што се шлепаат, условно така да кажам, немаат ни една своја авторска песна, постојано го прават тоа, постојано снимаат каверти и полнати дискотеки. Искористија времена кога авторите не беа освестени уште, авторите, зборам композиторите на песните, и искористија некој вакуум период, така не е веќе така. Веќе 2-3 години назад мора да прашаш композитор дали да ја препееш песната, ако ти бара пари да му платиш, ако не можеш да ја објавиш, па дури и кавер да напишеш, одма ти ја блокираат песната, веќе тоа дојде едно друго. Зошто? Затоа што токму тоа што го кажавте, не можеш да никогаш не може да биде свој успех ако си копија. Да. Никогаш нема, тоа е факт. Сите ние сме имале во животот идоли. Сите ние сме имале, да, ама едно е да имаш ти идол, друго е да бидеш копија нечија. Да ти може да би само една копија и толку. Секој на крајот ќе го слуша оригиналот. Или секој ќе оде во продавница да го купи оригиналот, иако е поскап. Ќе го купи затоа што му е оригинал. Како да кажам. Така да, значи ако можам да заклучам си на некој начин против нормално дека си ја него својата авторска музика и тоа е тоа. Тоа покажало со текот на годините наназад. Толку години наназад снимам само своји песни, своји авторски песни. Така да тоа е еден показател дека треба да имаш лична карта своја лична карта. Ги спомна своите авторски песни, преска во текот на нашиот разговор спомна, баш сега сакам да навлезем околу тоа. Може би го држиш рекордот од македонските пејачи за најскапо платена песна. Кажи ни, ако не е тајна од прилика, колку кошта тоа и дали до сега ти се вратил, спомна дека не, баш сакам да навлезем околу оваа тема. Не, мислам тоа се искрено глупости се најскапо платена песна, тоа се. Па еден од најскапите. Тоа е вака. Јас дека работам цел живот со најдобрите композитори во Југославија, во екс-Југославија. Јас например не познам никој, а ги познам скоро сите, освен тебе и Ѓоко Јович, не знам некој друг што има вложено толку многу пари во своите песни. Не знам за други, искрено не знам за други, конкретно за Ѓоко, стварно не знам. Колку што ја знам за себе, буквално од дете, сум работел со најдобрите, не само во Македонија, туку на Балканот, буквално на Балканот, кои биле според мене, според мој вкус зборувам, најдобри композитори. Јас сум работел со тие. Така беше со покој Кире Костов, така беше со Миро Булјан во Хрватска и таа цела екипа, Никша Братош и цела таа екипа во Хрватска. Според мене тие биле најдобрите композитори и продуценти, со тие сум работел. Србија, работам со Браја, работам сум работел со Леонтина, со Јуксимовиќ, со не знам да не заборавам, со Бане Опачич, така, со Саша Драги, заборавам некој. Значи сите тие што ги направиле најголемите хитови во Југославија, сум работел со тие. Сега, некој од тие е поскап, некој е поевтин, некој буквално, верувајте ми дал песна без пари. Ако се големи имиња. Ако се не големи имиња, што има да ви давам мене песна? Јас сум имал ситуација каде што од тие композитори што ги набројав, ми дал песна без пари. Буквално му било мерак, желба, затоа што мисли дека треба да отпеам таа песна, знаел дека веќе немам пари, дека ми дал песна без пари. Сум имаме такви ситуации, пак ќе кажам и за... А најскапо платената песна? И за спотовите, Дејан Миличевиќ, ќе кажам, толку години со работил. Иако спотови сум работил само со Дејан Миличевиќ и со Дарио Јанковиќ овде, во Македонија. Сум имал ситуации и од Дарио Јанковиќ и од Дејан Миличевиќ исти ситуации, каде што буквално некојаш ми правеле Јоцка, толку време си со нас, буквално ова ти од мене, братис. Сум имал такви ситуации, така да, како да кажам, таа лојалност, можеби таа посветеност, таа жртва сите тие години, можеби кај луѓето им дава за право да можат да си дозволат еден таков луксус и
да можат некојаш да исплатат тие нивни оквири, така. Не секој композитор продава песна, не е во бутик, не секој композитор продава песна по иста цена. Значи можам да отидам јас да ми даде по една цена, може да отиде друг пејач во исто време да му даде по дупла цена, поскапа или поевтина, така. Да. Тоа е жива материја, како сака така ќе ја продаде таа песна. Спомнам дека 15.000 евра те коштало Па да, толку значи, кошта. отприлика толку. Толку кошта. Да завршиш песна сега да снимиш во спот со спот, 15 најмалку зборува. Да видим некои оквири на нормално. Инаку имате вие спотови од 20-30 евра само спот. Што ги гледаме, да, што ги прават одредени колеги, зборам за Србија. И тоа се гледа, малку некој што се разбира во продукција, знае одма кој спот колку вреди, знаат луѓето дека ќе се скапи спотови, знаат луѓето кој е поевтин спот, така, тоа одма се знае, така да мислам дека тие работи се гледаат едноставно. Малце сакам да одмориме музикава и тебе од незе. Вечер имаш настап. Кажи ни, со сопругата бевте 10 години во врска, ако не се лажам. Како се запознавте, како ја тя како у тој? Па како на шарм. Да? Не, Дали на некој твоја свирка? на моја свирка, да, дефинитивно. На моја свирка, тоа беше дали во 2008 мислам да се лажам. На моја свирка беше дете, буквално 19-20 години. И на мој настап и искрено, верувајте ми, првиот момент кога ја видов и затоа што секој ноќ имам ми поминуваат милион ликови, така, секој ноќ некаде пееш и гледаш различни луѓе. Првиот момент кога ја видов ме освои искрено незината чиста енергија, незината насмевка и тогаш и реков, викам, ако си ваква како што си, ти ќе ми видиш сопруга. И буквално тоа беше смеј, прв момент кога ја видов. И тоа беше смење, мислам, како ше толку се смеј, пошто нели сега прв пат го гледаш и да ти кажеш што тако. Поготово Јоце Панов. И после 10 години, ете, се случи која нели ја запросив. Како ја запроси? Па на одмор во Турција бевме. Да, во Турција бевме и не го објавив тоа јавно, ке тебе премиерно ќе го кажам. Премиерно. Ексклузивно бевме и украдов еден кармин црвен и во Турција и да, пред да стане на огледало во вецето. Вецето имаше огромно огледало и знае дека само некој ќе стане, тој ќе до веце ќе види, прстенот го стави кај чешма овде. Беше, да, и беше нели. Ќе се обузи си за мене, прашалник и стрелка кон прстенот. Да, викам само да не падне прстенот. Не, да не гледа, да викам гледав прстенот, да не, викам може соли да не го види. Ама така беше искрено. Така беше тој момент. Викна она кога го види тоа се тоа. Па не викна искрено. Не го слушам, па не осетив, ја ме разбуди. Ја спием. Така да, претпоставам порано се разбудила и така беше еден убав момент. Таков. Пак ќе кажам, моментот за што кога стапуваш во брак е за мене барем многу битен и таа лојалност, може би тие 10 години назад што сме биле дечко и девојка, ми оставило најголем впечаток дека тоа е жената со која треба да живеам, бидејќи искрено кога работите ваква професија е многу тешко да најдете партнер што не само што ќе те разбира и што ќе те поддржува, тоа уште поголем плюс. Што ќе те поддржува во се што работиш, што ништо нема да биде тешко, да само за мојата животна желба, за мојот успех, така да тоа беше пресудно. Браво. За својата свадба можам да спомнам дека потроши од прилика на 15.000 евра, што се доста пари во денешно време. Дали од овој денешен аспект, например, имаш мислење дека Добро, тие знаем дека ќе ги вратам од поклони. Затоа си дозволи,
Знаеш дека Скапи гости, ти ги јоце. вратува поклони, затоа иначе кој те не строши тоа? Сакам да кажам, дали на пример мислиш дека не се каеш, дали би го направил истото или мислиш дека би било подобро да одиш на некој романтично патување со тие пари? Пак јас ќе отидов после свадбата, отидов на Миконос. Нормално со поклоните. Да, со поклоните пак ќе отидов, значи и направив и убава свадба, Видиш, до сите спомен, не се ни најблиски сетив. и пак отидов, така да две во едно. Браво, браво. Дали пееше на собствената свадба? Пеев, да. Кај можеш мене да ме од Да го микрофона седнеш. отделиш? Нема, јас сум као... Народно пееше од се народно? Јас сум народно израснав. Сварно? Ја растав со хармоника и со моите, јас со староградски народни македонски песни израснав. Може ли да те замолам да ни отпееш нешто по твоја желба, нешто кратко, не мора да е тоа пример долго, една песна народно и една песна забавна. По твој избор. Да знае вака дека ќе земев некој инструмент овде. Имам ја тарабука, ако знаеш да чукаш. Добро, тарамука не дава интонација, инаку Да. народни забавна. Па не знам, еве да отпеам мојот град, например. Ајде. Еве рефренот. Ех да можам да се вратам на стара адреса, како тогаш покрај Вардар да те видам јас, да се сетам јас на младоста, да се врати в душа моја радоста. Не е битно. Браво. А позабавна, Браво. имам Не сум една слушнал наравно. онака, еве, многу забавни имам. Имам и рокерски и не знам која да Која една отпеам. таква некоја брза? Еве, уште си ми ти, моја најдобрата прва, што се памти. Други љубавно, без жар во срцево, а ти му требаш за да пламти. Уште си ми ти, моја најдобрата прва, што се памти. Друга некоја, крај мене ке остарија, јас ке чекам да ми се вратиш. Браво. Ето, Браво, тоа. јоце, браво. Значи, моја најдобра и мојот град. Тоа се песни кои се со два различни жанрови. Има многу песни наистина. Така Да, ти имаш. Вистина ли е тоа што го велат пеачите дека не можеш да одвоиш собствена песна како деца, како кое дете пример поише го сакаш, нормално дека сите деца ги сакаш исто и со песните е тоа така или имаш некоја ова ми е фаворит, таа не ми помина добро, таа не ја сакам, ова ја сакам. Не, мене песните што не ми поминале добро кај публиката ми се и подраги. Искрено ми се подраги, бидејќи може би по-добро поминале не комерцијални, малку што имат повеќе комерцијала во нив, што се така правени за секој некако да ги свари побругу. Оние песни што не се толку, што се повеќе уметнички, како да кажам, но ми се подраги бидејќи тоа е една друга димензија каде што тогаш не гледам на бизнис, тогаш не гледам на им се допаѓа на многу луѓе, тогаш гледам дека мене ми залепила за срце. Дали сум ја компонирал јас или од било кој друг композитор, сум ја земал. Тоа е тој момент кога едноставно, не знам како да кажам, не мора да значи дека мора да е популарна за да ми е драга. Битно е, ако те свати да ти се допадне на тебе, па... Да, тоа е и така да убаво кажа, не може на мајка децава да и се едно повеќе. Да, може би некој е поталентирано, па ќе вложува повеќе во тоа така. Што е нормално, некоја песна повеќе ќе те може би проби едноставно, ќе има успех кај народот. Но не значи дека ти ќе сакаш таа песна повеќе. Но не мора да значи дека ја сакам повеќе, токму тоа. Така, значи, како ги одбираш своите песни да ти се допаднат тебе, например, не ти е битно ако ти каже композитор некој слуша, ако оваа не ти се примерно допаѓа, јас сум убеден дека оваа ќе биде хит, дека оваа земја
Што е пресудно за да ти одбереш една песна да ја? Нема до сега никој не рекол јас сум убеден дека ќе биде хит, бидејќи секој композитор рекол Јоце да знам дека ќе е хит. Не ти ја да. Не, би ти ја дал, ама веруjem ми би ти барал Повеќе. милион евра. Затоа што знам дека ќе ти донесе 5 милиони. Значи, никој не може да го знае тоа. Пак ќе кажам, оваа работа е жива материја, уметноста е жива материја и не можеш да знаеш во одреден момент што ќе упали кај народот и што луѓето ќе им се бели се. Јас имав многу такви ситуации каде што, ама буквално сум мислел дека пеам песна колку само да ја отворам. Слушам, никој нема да слуша, кој ќе слуша. Тоа е еден добар показател кога бев повикан од Александра Матрикс од Србија. Девојка која искрено кога ме повика, но само што почела со тие машапи да ги прави тие. Не знае тотално дека такво нешто постои. Отидов отпеа буквално песни што не се во мој жар, во мој домен таму имаше песни од различни жарови, тоа е микс на само рефрени. Пееме многу песни. Тоа има 25 милиона гледања на YouTube. Тоа беше во трендинг, беше низ цела Југославија, Словенија, Хрватска, значи кај нас во Македонија, беше 2-3 недели на прво, второ, трето место во трендинг. Браво. Тоа е една добра отскочна. Не, што се случи, не знам, че сум вложил толку пари од собствени песни и така. Да. Отидовме, отпеавме нешто буквално без пари. Да. Кај што немав денар трошок. Онака, спот, онака застанавме еден карши друг. Буквално зезање, како да отидов сум, буквално зезање, ништо. Се вратив од Белград, они го тоа објавија, што се објавува такви машапи, такви. Го објавија, гледам, денес го објавуват, утре, за 2 дена милион. Што е ова, не ми се верува. Прво мислев да нешто права да не билдаат некои гледања таму во Србија, не знам како оди тоа, не ми се верува. Од последна сватам дека дојдов дневно по 100 видеа од деца, дечиња дома што пред телевизор ја пеат, играат на неизи, ја пеат, така дека сватив дека стварно станала фама во тој одреден момент, така да никогаш немате правило, да знаете колку што може гледате, сум вложувал во најскапи песни некојаш и нешто без пари што е ме кренало на. Значи никогаш не можеш да знаеш нормално да знаеш. Но, пак ќе кажам, тоа не значи дека тоа е доказ дека не треба да вложуваш или дека не треба да даваш пари, дека еве ќе се успееш со некое каверче, снимај каверче. Многу мои и пријатели искрено што не се упатени во оваа професија ми викаат, знаеш како, снимај кавери, зашто фрлаш пари за твои песни, каверите веќе ги знаат луѓето она. Викам, супер, каверите ги знаат. Од кого се тие кавери? Од веќе пеачи постоечки. Кој сум јас овде? Да. Мислам, се окей ја да испеам песна. Ми лежи песна, сум пеел песни, сум имал милион емисии кај што одиш на емисија ќе пеам туѓи песни, така. Да. Пееш во емисија, се е тоа супер. Некои песни легнуваат многу повеќе. Јас се сеќам 2 песни, значи Ратке, буквално пијам да бев, Ратке песна е, не знам, од 2000, не знам која година точно. Мислам дека Горан Тодоровски ја пеа, ако не се лажам, оригинал, да. Таа песна 90% луѓето ме застанува и на улица и на патарините, колку ти ова Ратке песната. И твоите очи Леномори исто така. Ја имав препеано во некоја емисија. И твоите викам, која е нова песна? Па Леномори очи. Така, сакам да кажам, да, кај луѓе го гледате, некој може би не ја знаеле претходно песната, успеала со моја верзија, се е тоа окей, се е тоа окей. Ама тоа не сум ја, не се чувствам, не сум јас. Точно. Тоа, да, може би ти, таа песна ти се допаѓа од мене, ама од мојата интерпретација на таа песна. Ама ја не сум тоа, така. Да. Јас не сум тоа е како да патувам со туѓ пасош, така се чувствувам. Баш. Може личи ме ќе пројдам, ќе излажам полицајец, ама не сум јас. Тоа е криминал. Така да, така го чувствувам јас тоа. Јоце, кажи ни, готвиш ли ти? Па готвам. Знам палента, си направам и јајца.
Ти си од мене подобар. Да, палента знам да си направам јајца, тоа што е побрзо, тост да си направам тост, да си направам њоки, некои такви храни Добар што... си. Да, знам. Нудли? Не знам. Не знам. Омилено јадење? Моје? Твое? Тестенини. Тестенини. Дефинитивно, ама не ги јадам многу ретко. Ама дефинитивно едни од највкусните работи што ми се забраните да ги јадам. Јас лично сум си ги забранил сам на себе, да. Дебелеат или? Не е толку ради дебелење, колку што е ради алергија. Алергија имав на шокивање со така. И кога правев таква диета, кога исфрлив сите тестенини, сите млечни производи, Така. сите млечни производи, сите тестенини, односно сите работи од брашно, сите млечни производи и шеќер. И шеќер, кога исфрлив 2 месеци, 3, јас 10-та година веќе, тоа сум рекол, не конзумирам и буквално најдов лек во тоа, валда ми се исчисти организмот. Вежбаш вајда. Не вежбам искрено. Стварно? Искрено се вадам на тоа цел живот што бев фудбалер, цел живот како дете теретана, си вежбав, никад не сум сакал да бидам билдер, сум сакал цел живот да имам атлетско тело, значи затоа што бев фудбалер, не ми одговараше да имам мускули, него сакав да бидам буквално атлета и така. И сега се уште можеби во подминати години ќе ми треба веќе, ама сега се уште се вадам на тој брз метаболизам, на стара слава на тој брз метаболизам и буквално не вежбам, буквално сите тоа што да си го поздравам за Фиров ми вика често, дојди бе, абе зошто бе, абе вика зошто бе имаш таква дарба, таква генетика ти дал Господ, тело да можеш да направиш за вака за месец дена да буквално, знам дека има таква генетика од цела моја фамилија спортисти, ама има нешто што имам некоја мрза што не знам зошто. Така. Имам некоја мрза во себе за таа работа кога се работи. Да ми кажа дека сега треба да слушам една песна во Босна, во Сараево, дека треба да ја слушам и да отпатувам, сега палам кола и одам некој сходно. И за тоа нема проблем, а кога се некои вакви работи да видат до терета, кој сега ќе оди ќе така да не вежбам, ама среќа што живеам на најгоре во зграда, па се качувам пешки. Знам дека си одел, мислам, одиш често пати на турнеи. Кажи ни некој јадење што ние го немаме, што си го пробувал, што ти оставило впечаток од друга држава. Вкусно некој така, интересно некој, добро. Што ние го немаме. Па што си пробал нешто невообичаено. Можеби тоа е со сепак ќе кажам морските морска храна, каде што кај нас не е прво и да имаме не е тоа. Така да можеби кога сум одел по тие земји и кога сум пробувал свежи морски зборувам плодови, така да кога сум јадал такво нешто, сум бил воодушевен од многу врсти на риби, што се многу ретки. Еве сега претходно во лето да бев во Ровин, во Хрватска, знам дека јадев како се викаше рибата. Буквално лист вака. Како се викаше, заборив и како се вика. Знам дека прв пат тоа јадев. Например, јадев една многу специфично месо, специфичен вкус. Многу уникатни школки, некои што искрено не можам живи да ги јадам. Така се јадат, така се конзумираат, ама не можам и на тињата го осеќам на морето, на вкусот, ама сум пробал, сакам да пробам чисто за да од радозналост да знам. Најдалечната турнеја твоја? Турнеја за пење или општо за патување? За пење сум нема да многу далечни, еве Австралија, пример, не сум бил на турнеја, како што од многу наши пејачи, не сум бил лично на турнеја таму. Тоа е можеби да речеме најдалечна. Америка исто да речеме како можеби најдалечна не сум бил. Иако сум имал преговори и понуди,
сум имал овие 5-6 години назад сум имал така преговори, понуди, но никогаш не ми било приоритет по секоја цена да отидам. Да морам, инаку сум можел. Јако ми помогна. Да? Ајде. Детроит. Супер. Може ли Супер, готов, може. Договорено. Може, значи договорено. А најголемиот бакшиш можеме ли да спомнеме кој е што се го има на некоја свирка, например? Кога сме отворени веќе. Па не знам колку. Онака да се изненади да кажеш добро, Па сме имали, добро, ние сме бенд, така да ние, нели, бакшиш го делиме. да. Така да, ако вкупен, ако го рачунаме што сме взели на некоја, имало доста големи, сега за наши стандарди, зборувам за Македонија, имало, сме взимале 10.000 евра. Браво. Бакшиш, да, сме взимале 6-7, сме взимале такви, да. Иако не е тоа нон-стоп, да е нон-стоп до сега ви, нели, ама сакам да кажам кога зборам за наши македонски стандарди, тоа е доста солидно. Не па еве, Јоце, тарабука ако ви треба, јас сум тука. Ќе ја земам тарабуката, што е толку пари упрашање. Ти да знаеш, види, да знаеш да Чукаме. чукаш конги. Ако имаш конги, слободно, еве јавно ти кажам, Ќе купаме Јоце, ако треба. купи и со мене ќе настапуваш, еве ти кажам во 90%. Еве. Конги земи и Договорено. настапуваш. Готово. Од водител ќе те правиме Нема проблем. така бубњар. Готово. Владеновски почнам со бубњар. Да, но има многу така што Вие сте почнеш слични, пошто и он исто така фудбалер ту порано. Во Балкан и после тоа се повредил и почел да чука дома на тенџерен, ова. Знам, Владо ми е многу добар пријател, Владо, ја знам цела историја, тоа лично од него зборувана, така да ми е добар пријател и доста се дружиме, така да неговата историја ја знам. Книга може да се пише. Да, може и мене ми е многу драго да се, што сум имал среќа во животот да се дружам, ама буквално да се дружам, да видам можеби секојдневно со некои луѓе од естрадата што се нормално повозрасни од мене, што кога сум бил дете, например, сум ги гледал и секој сум сакал да знам каков е патот. Мене не ми интересирало што точно, него Како станале? каков е патот, што прошле. Многу ми интересира таа биографија, да знам кај луѓето, ама кога е лично од нив е подруго. Кога читаш или тоа е веќе не можеш да бидеш 100% сигурен. Ама кога слушаш од жив човек пред тебе кога зборува, јас сум имал среќа многу и во Србија и во сите земји во ЕЦЮ, буквално со најголемите звезди, сум имал прилики да буквално да му обетим и со денови буквално, со денови да му обетим. Привилегија. И да седнам 2 сати само, туку со денови да се дружиме и да му обетим и да ми се отварат и да ми кажат. И сум многу сакам, едноставно, ја тие луѓе кои ќе сретнам сами се прашувале зошто толку сакам да знам, многу сакам да знам патот што го оделе, убавите моменти, неубавите моменти што ги прошли во животот, тоа ми интересира да знам. Така, точно. Браво. Дали си имал на некој настап или на некоја твоја турнеја некоја непристојна понуда од некоја твоја обожаватака, например, до сега у животот? Добро, што имале сега, непристојно, се е пристојно. Во рамки. Непристојно ако го кажеш јавно. Што било соопштено вака на само, ништо не е непристојно. Поетата е дали ти ќе прифатиш или не, или дали Значи имало, ако можам да напучам, имало има и нон-стоп и има секојаш. Некај мене кај било кој што се бави со јавна професија, а денес не само со јавна професија, денес е многу, нели, светот модерен, така да си изневерил во животот некогаш, не зборам сега за во брак, него кога си бил, например, дечко, дали имao некои моменти такви, дали си дозна дали тебе те имаат изневерен? Ма неверство мислиш со жена да одиш или обратно, или моја Да девојка имаш, да например, врска, ама врска, да одиш и со нека друга, или па да дознаеш некоја твоја девојка исто така? Нормално, кој немал такви ситуации да имал разочарување, да имал, не би биле живи ако се е подмачкано,
Но поетата ми е друга. Не е, барем јас така размислувам, не е проблемот неверство како чин, колку што е проблемот за мене неверство како човек. Дали некој ќе го изневериш како човек, значи дали ќе изневериш добрината, дали ќе изневериш, значи не е неверство како чин. Ако јас не дознам, не е то неверство. Ако никој друг не знам, ако некој успешно може да се Ако не ми каже некој. Па не, да се сокрие. Што, знаеш како вика, далеко од очи, далеко од срце. Ако ти не, тоа не, неверство е, јас сум најмногу сум се разочарал од неверства што ги направи конкретно кон мене, а не некој да ме изневери со друг, што мислам, голема работа. Не е убаво тебе што сакаш прави и така. Не гледам тоа така. Зборам и за однос пријатели, значи да ме само жена, така. Значи затоа што бил многу разочаран од многу пријатели, пријателки, не мора да значи дека е тоа маж-жена однос, врска. Така да тие неверства многу повеќе болат отколку овие неверства. Овие неверства кога ги дознаеш, ставаш крај и толку, никому ништо. А биле такви Па нормално дека биле, тоа е нормално, затоа што мала кај мене нема многу, затоа што јас во животот сум имал врски како врски, што сум имам две официјални врски долги. Тоа е но и неофицијални, значи. Па добро, врска. Сум имал дека може би така, како да кажам, си бил некојаш, сум имал некоја врска може би од месец дена, А тоа се неофицијални? Па за мене официјални врски се од над 10 години, гледаш, ми требаат се по 10-15 години. Така да за мене тоа се официјални врски. Сум имал една прва девојка која сум одел 90 години од дете. Ти повеќе сакаш долги врски него година дена, за тебе не е официјално. Не, година не. До година сум немал врска. Значи ке мене 10 и 15 години, така е. Него или е месец дена или е 10 години? Па месец дена, 2-3 недели, нели, нешто така. Тоа е за мене неофицијално, тоа е некој не. Океј. Не ги памтиш ти? Се запознал со некого, не ти одговарало, било што, не е за мене така. Тоа се за мене неофицијално, зборам. А не мислев неофицијални како тие што се скриши, тие не се ни кажуваат за неофицијални. Да. Друга категорија. Неофицијални, тоа е веќе... Имаш ли некои пороци, например, во животот? Имаме сите, сега. Пороци? Па зависи што е порок. Па мислам, дрога, алкохол, коцка... Дрога, алкохол и коцка... Жени, не знам. Никогаш. Жените ми се порок, признавам. Ги сакам жените. Значи дека го конзумирам порокот. Не значи дека неофицијално. Не значи дека го конзумирам порокот, да не се разбереме грешно, ама жените ми се најголем порок, ако може да ги рачунам за порок. Ја имам таков порок. Бидејќи пази камера ти, ти можеш да настрадаш. Ја е почнал да го скршам и камерата да се што сум кажал да остане овде. Ама пази ти што зборуваш. Кажи ни, си чувал некојаш во животот папагали? Папагал, да. Имавме еден Мичо, се викаше, како дете, се сеќавам, чувавме папагал и не знам до колку години, ама знам дека ни почина, знаеше да зборува, да свири. Браво. Да, татко ми ќе му свиреше, по него, например, збор некој ќе му каже доста повторуваше. Мало папагалче беше, не знам како се по раци, тигрица. Ама убав. Така светлоплав. И чував само тој, се сеќам тој и после тоа не земавме веќе папагал. Така. Добро, Јоце. Ви сакам малку да поразговараме накратко околу животните. Од неодамна Стојанче Ангелов имаше на иницијатива да се отстрелат мечките. Што мислиш ти околу се ова? Дали си за да се отстрелат мечките, да се исела, да се... Зашто имаше проблем жировница. Не знам за ова. Жировница имаше проблем што многу мечки се симнувале од планините. Добро. И жителите од таму бара да се отстрелат мечките, а Стојанче како... Да се убијат, така? Да. А Стојанче како директор на тоа центар за кризи. Добро. И он побара од владата тоа да се усвои. Што мислиш ти, како би се решил овој проблем? Види се.
една работа да ви кажам. Не може некој да те нападне од било кое животно и никој животно не убило човек ако не му одиш ти кај него. Ајде да напоменам, мечка не јаде луѓе. Никој, па не само тоа, мечка сега Не јаде месо, не јаде. не може да тропне на вратата да ја отвориш да ти изеде, така. Ако ти бараш мајката му шумата горе се да се правиш паметен, да глумиш ова на нејзин терен, и ако се деси нешто те нападне мечка, било кој животно може да нападне, така. Волк може да те нападне. Да. Треба сите да ги убиеме. Гладен орел, сокол може да те нападне и исклюка глава, така. Да. Ако така се треба да убиеме само ние луѓето, а поголеми животни од нас, животни, зборам крвопијци, не постојат од луѓето, така да, реално. Така да, не прв пат слушам за такви иницијативи, иначе стојаче ми е со граѓани пред се и... Очти. Па да, се знаеме, се познаваме, добри пријатели сме добри, ама не знам за ваква Да, имаше иницијатива. таква... Се добро, предпоставувам он дека е затекнат на таква позиција каде што можеби треба да ја реши некој проблем на некои луѓе, па можеби од тие причини, ама дека да бараш иницијатива да убиеш животни е малку особено па за род што се нели Мечки. не е тоа мравки па изгази 20 има уште милиарда. Точно. Така не е едноставно. Не знам зашто. Против сум, искрено. Јас сум против секакво може убиство, Посетуваш ли зоолошки во градовите каде што настапуваш, каде што пееш во земјите? Си посетил да се зоолошки? Да, као дете многу се сеќавам на тие години, детски години, многу сакав зоолошка, многу. И ден се лукам и веќе пораснат кога го носам во некаде кога ќе земам прво го носам во зоолошка, значи Так. сакам, иако ја знам на памет зоолошката наша и колку работи има и што ништо не е сменато, ги знам сите животни, више пријатели ми се. Ама пак ми е интересно, да одам, боље ќе идам таму, Да. затоа што не знам. Таму ќе пројдам еден круг два, ќе потрошам сад време, ќе пијам кафе и знам дека никој од животното нема да ме гледа и рече види го овој бе, ме нервира. Такви песни пее, види го бе како се облека, овој глуми некое лудило, пеаче што глуми. Има секакви А у млади. кафиш да седнам, имам 100 негативни енергии, пример, од луѓе, така да не гледам Животните љубов. не гледам причина, треба ние луѓето да се поправиме и сами себе пред да се истребиме од тој неубав дух што го носиме, таа, како да кажам, од колку животните. Животните, барам ја не знам до сега животно да му вредило, да ми рекло нешто, да сум, пак ќе кажам, ако отидам јас кај животно сега Да го закачаш. да го па нормално се ќе се брани, тоа е пред се живото, така, нема Така е. интелигенција како нас, нормално дека ќе се брани или ако е гладно може и да нападне некој, дали тоа е кај ни во природата е да се прехранува, така. Точно. Види колку е убав. Се не знам дали ќе го покажеш во оваа емисија, ама Да. ама ова е еви последна емисија, да гледате, има трече дома прекрасна Ара. Да. Многу прекрасно. Јоце, Браво. ти благодарам премногу што ни беше вечера гостин, си поминавме, мислам дека најбаво, кажи ни ти како си помина? Убаво, така опуштен муабет, малку нели, сепак ова е може би пословна варијанта од медиумите, така да се чувствувам буквално како дома, како едно време заборавив дека имаме ова камерче, дека и може би сега ќе видиш ти ќе исечеш нешто како премногу. Се беше супер. Да не. Кажи ни твое животно мото, сосема за крај. Мој животно мото. Па Имаш ли нешто по кое се водиш? може би тоа не го прави она што не сакаш да го прават. Паметно. Може би тоа и другото, мој животно мото е не ми викај дека не можам, бидејќи ќе ти докажам 100 пати дека можам. Браво, ова прв пат го слушам. Тоа е моје лично мото животно, така да тоа е мое. Браво, значи ако сакате да го мотивирате Јоце, само кажете му дека не може. Да. И тоа е тоа. Така, многу луѓе се зезнале така. Многу луѓе мислеле дека ќе ме разочараат, дека као демек совети ми даваат, ама остварени со друга намера. И многу луѓе се зезнале така, нели, као
Вакво, ама не се свесни дека тоа ми е единствениот бензин, единственото гориво ми е тоа. Јоце, Ќе ми ти кажеш благодарам. нешто дека не може. Ќе се видиме ние повторно, а на вас, драги мои, ви препорачувам стиснете ни лајк, ако ви се допадне ова видео, subscribe и споделете го ова видео. Чао!